Јас сум дудлач. Добра, на толку педери у земјава еден дудлач помалце или повеќе не прави некоја разлика. Тогаш ова моје обраќање можеме да го именуваме како исповедите на еден дудлач. Сега да ви кажам како изгледа да си дудлач во Македонија. Стар дудлач. А то шо? 30 години наназад дудлам. Например, од тоа дудлање често пати, многу пати, се случуваше да не добивам работа, да не добивам улоги. Немој сега да го земаш него, пример на режисер, ке му кажат тој е ваков, онаков, проблематичен, ненормален, анархолиберал на времето и такви. Сум имал квалификации за да се ова. Ке ви прави проблеми у екипа. А позадината на тоа било политички несогласување. Пример, директорот од тоа време не сме на иста политичка опција. Туку сме на различни. Тоест, јас си плюкам по власта, тоест, дудлам против власта, значи дудлам на опозицијата, а овој у власт. А јас сум дудлач. И ти нема да добиеш улога, за филм се прави муавет, серија се прави муавет, нема, немој него, немој ова, него. Пошто ја и дудлам тогаш, пример, на опозицијата. Али дудлам, што дудлач. Па имате други ситни работи од типот мобинзи, намерно понижување, ти дава да стартираш у театар улога. Ако одбиеш, може да следат пенали, казни, евентуално откази. И тоа сум добивал на времето пред многу години, па среќа имало паметни луѓе у театарот, таа старата генерација. Па и влегле на тогашната директорка, па и рекле не си игра играчки, човекот врати го детето, тоа време детето врати го, млад бев тогаш уште и така на. Бе дудлач. Да не ви зборам еден таков дудлач низ какви закани поминал животот, ради политички ставови у тој период, у тој момент. За содржината на заканите да не ви кажувам, замислете го нештото, изфантазирајте, замислете нешто најстрашно у глава и добите сликата како мене ми си имаат заканувано. Таа и едните, таа и другите. Таа некои умеѓу редови. Значи, кога бев и директор у Драмски театар 2 пати по 6 месеци, веде, тори сум добивал писма со измодерно заканувачки содржини, не мејлови, писма. Секретарката на рака вака ми го носи писмото и ми го доставува или портирот, ова е за вас, директоре. И отвараш внатре и читаш закани од најлош овој можен вид со поддржани, подкрепени со соодветни илустрации. Да не ви кажам некои други работи. Да не ви кажам како му е на еден дудлач кога иде по улица и цело време се врти вака позади, да не го следи некој, да не ова, да не биде нападна, да не вака, да не така. Тоа е судбината на дудлачот у земји кај што има многу педери. И добро, а да не ви кажам работи од типот добро, дудлачот ко дудлач не му даваат пример да работи нова. Решил сам да работи, сам да прави стендап и зашто тоа време нели не работела. Сам работел у фамилијата, единствено работел, 3 деца, мора пари. Па сум решил стендап и да работам. Па имате тука работи од типот овие неќе да купат карта оваа фирма или оваа општина или ова или она или шо да е, кој да е, затоа што Сашо Тасевски, Сашо Тасевски, тој плюка по власта. Значи, пак сум и дудлал тогаш на опозицијата, веројатно, пошто сум дудлач.
али овие власта не купуваат карти, нели? Или работи од типот договорено све, пуна сала у некој град за стендап, ти откажува на 5 дена, на 3 дена пред стендапот ти откажува салата, затоа што не прерачунале добро овој со овие роковиве тамо. Замислете, им се поклопило иста вечер да гостува у салата председателски кандидат у тоа време, нели, па јеби га мора да откажеме стендапот. И нормално се откажува стендапот и ти више не добиваш простор никогаш да играш више у таа сала во тој град негде во Македонија. Да не ви кажам работи од типот 15 минути пред премиера ти влага директорка препуна сала, 1500 луѓе, ти влага у гримиорна и ти кажа, тој делот на генерална проба што го збореше за овој зоној, немој изфрли го. Знаеш, ти си имаш убава работа, плата си имаш, нели, фамилија, закани, дека ќе бидеш избркан од работа, дека може да ти се случи дрогица, да ти најдат у кола, да те сопра, да рече, дај дигни тоа седиштето со возачко, нешто да видиме тука, да ти најдат другата. Тежок е животот на еден дудлач, да ви кажам ја, многу тежок. Добро, дудлач. Гледам се овие ботојве социјалдемократски, дудлач. Добро, дудлач. Еве да ви кажем вака нешто дудлачов, уште нешто. За да знаете за понатака. За дудлачот велат луѓе, барем така допираат и до мене гласови ми рекле некој очи, велат дека дудлачот придонел барем 1 до 2 пратеника плюс со своето делување анти-естаблишмент, која беа социјалдемокративе квислинзи на власт, дека со своето делување анти-социјалдемократите на Facebook, на социјалните мрежи, дека сум придонел барем ВМРО ДПМН да земе 1 или 2 пратеника. Ако имам такво влијание, мислам, не знам што да кажам, импонира. Ја не верувам у тоа дека имам баш до тамо влијание за 1 до 2 пратеника да можам да сум им набавил плюс на ВМРО ДПМН, а еве да кажеме дека е тоа така. Што импонира. Што дудлач мора да ми импонира. Епа, како да ви кажам, главната мантра, додека Квислиншката социјалдемократски сојуз беше на власт, главна мантра ви беше, ако не, па ВМРО да го вратиме. Тогаш, у пар прилики, некој од нив, сме се сретнале случајно на улица, сум подвлегол негде у кафиц, сум видел некој од нив, сум се поздравил ко шере, сум им рекол, само продужете вака и ВМРО ќе го вратите. И така и би. Го вратија ВМРО, самите го вратија, со своето квислиншко делување пред се, со своите предавнички ставови, делувања против сопствениот народ и државата. Затоа го вратија ВМРО, ако уште на некој не му е јасно. Не затоа што не сте го доправиле патот, не знам, Кичево, Охрид, не затоа што, не знам, сте тренирале магариња како да рикаат или да се исправаат на две нози или да прават колуд напред, не затоа што оној, како се викаше Албиново, што и беше секретар тамо у партија, не знам,
направил милиони така што ги собирал париве што ги добивале неговиве деца на роденден и на мекици кои ги викал кои се раѓале? Не. Затоа не ја изгубивте власта. Власта изгубивте заради вашите квислиншки, слугински, подданички договори што ги направивте против Македонија и македонскиот народ со грците и со бугарите. И што шурувавте и со грците и со бугарите, и со Дуј, македонците да бидат избришани од страниците на историјата и од сегашноста на тлото на Европа. Затоа изгубивте. Не го почувствувавте, никогаш и не сте го почувствувале пулсот на овој народ. Мислите, како што ми кажа, се обиде да каже Агим Јонустес, го кажа тоа у емисија која бевме заедно, дека сме, нормално, за некој начин да не понижи, сме биле кротки, сме биле мирни како народ, мравки, си можел нас да не гази, што сакаш, ако му кажав, чекај, а не ти текне на гемиджиите кои беа? Кај му го кажавте у емисија да го подсетам дека да не продолжава со тоа понижување. Чи вие, пошто не учите, вие социјалдемократи, вие сте, како да ви кажам, вие сте полутани, вие сте лабораториски создадени. Вие немате однос кон собствената држава и кон собствениот народ. Затоа и вие изумувате таков факт дека владеете со некои потомци, еве да не одиме поназад у историјата далеку, Самуил Александар, од понова историја. Значи, вие, затоа што мразите да знаете за историјата на својот народ, за потеклото ваше, за ова, за она, вие изумувате фактот дека вие владеете со некои потомци на гемиджиите. Малтене, првите терористи во Европа, кои што, меѓу другото, по начинот како делувале, имале високи етички норми во своето делување, биле терористи. Значи, поставува експлозив во брод, да го крене во воздух, но јавува на властите дека бродот е миниран, да ги евакуира патниците или да не дозволи да влизат патници внатре, за да нема жртви. Имале високи етички начела во својата терористичка дејност. Да не кажувам дека колку од нив биле студенти во Сорбона, Морбона, значи зборувале странски јазици, значи биле фраеришта, бомвивани, боеми. И вие мислевте дека со тој народ може да се заебавате? Вие цврсто верувавте дека ако отидете да подпишете предавнички договори со бугарите и со грците со кои што го поништувате на македонскиот народ, дека тоа ќе помине малце пропаганда, ќе ги пуштиме оние говедана што ви ги правеа спиновите што ви беа у пропаганда кај вас, тие лигушите невидени, да направат спинче 2, 3, 4, што седеа со разни шпиони низ држава, похрит, мохрит, странски шпиони, вакви, онакви, ќе ви направат 5-6 спинови и тоа вака ќе помине и ником ништо. Се преигравте, се заебавте. Океј, ако вистина сметате дека сум донел барем 1 или 2 пратеника на ВМРО со моето делување, одма ќе ви кажам, горд сум поради тоа. Горд сум поради тоа. И затоа велам, не сме никој, на ВМРО им кажам вака преку видеоролни, ме гледаат, ме слушаат, да знам тоа. Нема заборавање на оно што го правеа и што сакаа да го донаправат ако останеа на власт социјалдемократите. Нема заборавање. Им кажа вчера у видеоролна, кога нели повторно бев од некои такви ботови обвине дека сум дудлач. Сакате држава да испреме на нозе. Добро, сега не знам и овде што има дудлање, која ќе им го кажам тоа. Сакате држава
Сакате државата да ја исправите на здрави нозе, мора да бидете брутални кон непријателите на народот и на државата. Мора да бидете брутални, поинаку не може. Затоа што ќе дојде денот, ако не сте брутални со нив, пак ќе ги донесе на власт, тогаш ќе видите што е бруталност. Ја искрено мислам дека тоа више нема никогаш да се случи СДС да дојде на власт, и го реков тоа со сите сили ќе се борам, лично ја, понатака не навлегувам на други. Како дудлаш, лично ќе се борам, никогаш повеќе да не дојдете ни до позиција да примирисате власт. Со цела своја сила, умење, што го имам импакт во јавност. Никогаш повеќе да не дојдете во власт, затоа што за вас има материјали, секој ваш потек може да се неутрализира ко пувеш и да не биде пострашен од пувеш на врапче во јавноста, затоа што сте толку искомпрометирани, толку сте прљави. Затоа јас сега кога зборам и кога мислам дека ме слушаат, овие од ВМРО ДПМН, се надам дека ме слушаат. Мора да знаете дека ова што ви го кажеме така. Ако ништо друго, барем Шекспир сум го прочитал неколку пати. Знаете што се случува во драмите на Шекспир, оние што ги нарекуваат неговите трагедии? Кога ќе дојде новиот крал на власт, прво што работи се пресметува со своите непријатели, брутално. Првата работа што прави. А знаете како доаѓа после до падот на тој крал, до неговата трагедија, од која ќе земе сета моќ? Доаѓа така што почнува премногу да им верува на тие околу него, на полтроните, кои што му викаат најдобар си, најзгоден си, најако ебеш, најако ова, најако она. Ја не се сомневам дека во ВМРО ДПМН има, поготово некои помлади што се луѓе што вистина се патриоти, имаат сериозни како се искрено си го сакаат народот и државата, искрено сакаат да не ги повторат грешките од минатото. Оти знаат колку тоа може да биде фатално. Затоа и ги кажувам овие мои видео обраќања. Да внимавате, да не се заебавате, народот многу очекува. Дајте му пас на народот. Дајте му еднаш да се почувствува гордо, задоволно, среќно, кај да отиде негде на страна со крената глава да отиде. Дајте му го тоа. 30 години живееме како глувчиња, пикнати у некои своји дупки. Плаши се овој што ке ова да кажам, плаши се она да кажам, плаши се што ке помисли овој, плаши се што ке помисли оној, плаши се ова, плаши се она. Живееме во страв, во тескобност некоја. До најситни атоми како да е на нашето постоење. Затоа барам покажете одважност. Следете ги работите. Не може повеќе амали, кои што се најголеми апаши и криминалци, да управуваат со овој народ, безмилосно да го плјачкаат. За они да живеат у куќи од 2-3 милиони евра, народов да живее по голубарници, под кирија, или да нема кај да живее, или да нема што да јаде, или да не може на одмор да отиде и така натаму и така натаму. А дека треба да бидете брутални, треба да бидете. Ова како сакате, сватете го. Или джа или буви е работата. И ако
Бо тој ве смета дека ова дудлање, окей бе, дудлање. И пак ќе ви кажам, ако вистина сум имал таков импакт у јавност, да сум на некој начин да сум помогнал бајќи да дое ВМРО ДПМН на власт, да, уште еднаш ќе ви кажам, горд сум поради тоа. Само шо? Тоа значи и одговорност од другата страна. Ако има луѓе, а имаше многу кои што бевме секни, а немаме партиски книжки од ВМРО ДПМН, а бевме секни кога дојдеа на власт, затоа што народот пак ги донесе на власт, затоа што толку беа кивни на овие предавнициве претходно, толку им беа бесни за све што правеа и за она што ништо не направија за нивното владење. Бевме секни. Потрудете се, ќе ви кажам, луѓето да останат во тоа расположение, во добро расположение. Да можат слободно да кажат, имаме власт, имаме држава, која што може и има волја и умење и систем на делување да не заштити како граѓани од било каква ситуација, од било каква закана, внатрешна или надворешна, реална, физичка или онаа другана, економска и така натаму, финансиска и така натаму. Тоа е горе-доле. Од дудлач попаметно и не можете да чуете. Толку ние на нас дудлачите, толку да фрламе јебика.